Донацијата од јапонската влада вредна над 70.000 евра овозможи целосно да се реновира подрачното училиште во Горни Подлог, која работи во состав на Општинското основно училиште Свети Кирил и Методи од Кочани. По тој повод денеска на пригодна свеченост во присуство на советникот на јапонската амбасада во Виена Тацуро Хајаши, на представници на општина Кочани и на образовните институции, со сечење лента беше предадена во употреба зградата во која утре ќе започне новата учебна година. Реконструирано во текот на летниот период со донација од јапонската влада во вредност од 70.500 евра и реконструкцијата опфати комплетно реновирање на кровот, фасадата која што училиште доби термофасада, заменети се прозорците со алуминиумски ПВЦ прозорци. Потоа во внатрешноста се уредуваше подот на училиштето со стругање и лакирање, комплетно бојадисување на зидовите и вратите на училниците. Во името на општина Кочани на донаторот му се заблагодари секретарот на општината Петар Апостолов, кој меѓу другото истакна. Добиените средства во висина од 70.479 евра се наменија за реновирање на училиштето во кое настава следат 130 деца од Горни Подлог, Долни Подлог и Мојанци. Се постави нов кров, се обновија фасадата и подот, вратите и прозорците. Потребата од реновирање дојде до посебен израз откако објектот беше погоден од поплавите во февруари 2015 година. Реконструкцијата на училиштето во селото Горни Подлог ги реши проблемите со кои се соочуваа вработените и учениците во училиштето. За подршката и донациите од јапонската влада на македонскиот народ и на училиштето во Горни Подлог зборуваше советникот на јапонската амбасада во Виена Тацуро Хајаши. Владата на Јапонија го поддржува овој проект половина година со сума од 70.480 евра со цел да помогне при побрзо запрекнување од поплавите во февруари 2015. Се надевам дека овој проект за рехабилитација помогна во закрепнување од страшните поплави во 2015 година. Би сакал да искористам можноста да им се заблагодарам на сите оние луѓе кои допринесува во успешно завршување на овој важен проект и ни представува особена чест што со овој проект можеме да допринесеме во подобрување на условите за учениците и наставниците во ова училиште. На свеченоста настапија членови на фолклорниот ансамбл пред Центарот за култура Бели Мугри, кои со инструментална музичка номера и со ород од Соговието ја увеличија свеченоста.